Почетокот на секое финансиско патување е полн со возбуда, ама и со еден куп прашања, нели? Епа денес ќе се фатиме за две многу важни теми – даноци и закони. Знам, може би звучат малку страшно или комплицирано, ама ветувам, ќе ги разглобиме на скрос едноставни делови што секој може да ги разбере. И ете го моментот. Првата плата. Голем чекор, навистина. Честитки. Ама веднаш се појавува и прашањето: чекај малку, што се случува со парите пред воопшто да легнат на сметка? Токму тука, во тој простор, почнува целата приказна за даноците. Добро, ајде да навлеземе во ова. Пред воопште да зборуваме за тоа како функционираат даноците, мора прво да сватиме зошто постојат. Која е нивната основна цел? Еве ја наједноставната можна дефиниција. Даноците не се некаква казна, туку се задолжителен придонес од сите нас. Најлесно е да се замислат како еден огромен заеднички фонд од кој сите ние потоа имаме корист. Секој дава помалку, за да може целото општество да функционира како што треба. И еве каде одат тие пари. Од болниците и училиштата, па се до патиштата по кои возиме, и безбедноста што ни ја дава полицијата. Се, ама баш се, е овозможено од тие пари што заедно ги собираме. Даноците се, во суштина, темелот на сите јавни услуги што ги користиме секој ден. Добро, да продолжиме понатаму и да видиме како сето ова изгледа во пракса. Постојат најразлични видови даноци, ама за некој што е на почеток на кариерата, најважни се три главни категории. Овие три се столбовите на даночниот систем со кој секој од нас најчесто се среќава. Без разлика дали станува збор за плата, за купување нешто во продавница или пак за размислување да се отвори сопствен бизнис. Сега, ајде да ја погледнеме оваа табела, зашто стварно супер едноставно ги објаснува работите. Значи имаме три главни играчи. Прво, персонален данок на доход, или скратено ПДД. Ова е данокот на платата, на хонорарот, на се што лично ќе се заработи. Потоа тука е ДДВ-то. Ова е данокот што го плаќаме буквално сите, секој божји ден, без ни да го приметиме, вградене во цената на кафето, на патиките, на се. И трето, данок на добивка. Ова е веќе за фирмите. Кога една компанија ќе си ги плати сите трошоци на она што ќе остана како чиста заработка, на тоа се плаќа овој данок. Ама даноците се само еден дел од приказната. Финансиите и правото се многу поврзани. Постојат правила на игра што е навистина важно да се знаат. И ова е клучната поента тука. Познавањето на законите не помага само за да се ги исполниме обврските, туку и за да си ги заштитиме сопствените права. Значи, улицата е двонасочна. Првиот клучен закон за облигациони односи. Може би името звучи сложено, ама тој е основата на секој договор што го склучуваме. Од договор за работа, па до купување патики. Тој кажува што добиваме, ама и на што се обврзуваме. Затоа, читањето на ситните букви не е само паметен потек, туку е начин да се заштитиме. Следно, закон за заштита на потрошувачите. Ова е буквално нашиот штит кога купуваме нешто. Ако некој производ е неисправен или услугата не е како што било ветено, овој закон ни дава многу конкретни права. Да бараме замена, поправка или враќање на парите. Познавањето на овој закон е клучна алатка за, да речеме, финансиска самоодбрана. И секако, за сите со предприемачки дух, тука е законот за трговски друштва. Ова е основниот правилник за отворање сопствен бизнис. Го дефинира целиот процес, од тоа како се регистрира фирма, па се до тоа кои даноци и придонеси треба да се плаќаат. Ова е практично мапата за влез во светот на бизнисот. И сега доаѓаме до најинтересниот дел. Откако ги разбравме обврските, време е да ги видиме и можностите. Затоа што законот не е тука само да зема, туку и да дава. Токму така, даночниот систем има вградено механизми кои се дизајнирани да поттикнат одредени работи, како на пример вработување млади, инвестирање или започнување бизнис. Само треба да се знае каде да се бараат тие можности. И еве го можеби најдобриот, најдиректниот пример за ова. Возраста до 29 години. Што значи тоа? Па законот има една супер одредба која вели дека за одредени приходи, персоналниот данок за младите до оваа возраст е намален. Значи, ова не е некоја абстрактна работа, туку е директна, конкретна финансиска поволност. Буквално повеќе пари во джеп, наменети токму за тие што се на самиот почеток на кариерата.
И приказната не застанува тука, постојат и поволности за стартапи, ослободување ако се инвестира во одредени сектори, па дури и намалени стапки на ДДВ за основни производи како леп и млеко. Системот е полн со можности, ама само за оние кои се информирани. И ова е суштината на целата денешна анализа. Даноците и законите не треба да бидат извор на страф или на збунетост. Кога ќе се стекне знаење, тие се претвораат од некаква пречка во многу моќна алатка. Алатка со која може да се гради финансиски стабилна иднина. И со ова останува едно прашање за размислување. Откако поминавме низ се во ова, од тоа што се даноци, преку законите, па се до олеснувањата, која е таа прва алатка што може веднаш да се искористи на сопственото финансиско патување? Може ги е истражување на даночните олеснувања? Може би повнимателно читање на следниот договор? Размислете за тоа. Затоа што ова патување на учење всушност никогаш не завршува.